Владата на вчерашната седница го усвои заклучокот да му предложи на собранието да распише оглас за избор на нов јавен обвинител по разрешувањето на Марко Зврлевски, информираше владиниот портпарол Миле Бошњаковски. Со тоа почнува постапката во која собранието по предлог на владата го огласува именувањето на јавниот обвинител во службен весник на Република Македонија. Процедурата предвидува огласот да се објави во најмалку 2 дневни весници, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот. Постапката е започната вчера, како што веќе се изјаснивме, собранието треба да го распише огласот. Има 15 дена додека тој е јавен и аплицираат потенцијалните кандидати. После тие 15 дена, на наредни 15 дена има Советот на јавни обвинители да се произнесе за кандидатите, односно да даде позитивно или негативно мислење. По завршување на тие втори 15 дена, постапката повторно се враќа во владата на Република Македонија, каде што на седница на влада се разгледуваат кандидатите и нормално тие за кои што Советот има дадено позитивно мислење, и за еден од нив се односи одлука и истата се праќа во Собранието на Република Македонија за изборот. Новиот јавен обвинител треба да биде избран со поддршка од најмалку 61 глас од пратениците. Советот на јавни обвинители утре пак ќе решава кој ќе ја врши должноста до изборот на нов шеф во јавното обвинителство. Со имиња на правници и професори за наследник на Зврлевски веќе се шпекулира. До сега потврдија дека влегуваат во трката за местото на Зврлевски адвокатите Звонко Давидовиќ, Александар Туртевски и Александар Наков, како и универзитетскиот професор од Тетово Сейфула Османи. Очекувањата на најголем дел од експертите се дека, во зависност од ставот на Советот на јавните обвинители и дискусиите во собранието, Македонија сепак ќе добие нов јавен обвинител по локалните избори.